Добро вечер со уште едно издание на Код. Проектот за изградба на градинки, амбуланти и помошни објекти во индустриските зони не се изведува, иако официјално се уште не е запрен или прекинат. Рокот за изградба на објектите од над 29 милиони евра вредниот тендер тече, а досега се исплатени 6 милиони евра како аванс. Дел од фабриките во индустриските зони се снајдоа со изнајмување на градинки или други простори. Во тек е проверка на наводите кои ВМРО ДПМН како опозиција ги пласираше во јавноста, бидејќи договорот беше потпишан само неколку месеци пред изборите. Што се однесува на другата истрага за ТИРС, од обвинителството ни одговорија дека таа се уште е активна, а мерките за обезбедување на присуство на екс-директорот Јован Деспотовски се важечки и се спроведуваат. Еве е анализата. Градинки, магацини, сместувачки капацитети, односно пансиони, амбуланти. Вкупна вредност на проектот 29,1 милион евра. Тоа беше проект најголем во историјата на слободните економски зони во Македонија, односно на Дирекцијата за технолошки и развојни зони. Вработените во ТИРС зоните Скопје 1 и 2, како и во зоните во Прилеп и Штип, своите деца требаше да ги носат во градинките што требало да ги изгради компанијата Стентон градба од село Долно Оризар и Битола, а да се лечат во амбулантите. Проектот и договорот беа потпишани само 1 месец пред да се формира техничката влада, а 5 месеци пред да се одржат изборите е објавен тендерот. Тогашната опозицијска ВМРО ДПМН имаше неколку пресконференции за според нив сомнителниот тендер. Додека фирмата Стендон градба тврдеше дека се е законски, а нападите се неосновани затоа што тендер може да се распише и за време на техничката влада. Тие ветија спроведување на тендерот согласно она што е потпишано. Истото го тврдеше и тогашниот директор на ТИРС Јован Деспотовски. А во тендерот кој го објави владата на СДСМ стои дека треба да се направат вкупно 9 објекти, 3 детски градинки, 3 временни сместувалишта за странски работници, во чии склопки има и амбуланта и 3 складишта со паркинг. Доделен во декември 2023. Иако планот е да се реализира за 4 години, работата на рамнење на некои површини почнала во јануари годинава и е стопирана. Дека проектот е паузиран ни потврдија и двајцата потписници на договорот, дирекцијата на ТИРС и Стентон. Секако, со поинаков речник, од ТИРС ни одговорија дека има тело кое врши надзор за спроведување на тендерот, но дека од декември 2023 или повеќе од 14 месеци не е исплатено ништо, освен авансот од 6 милиони евра. Од Стентон пак ни одговорија дека биле известени дека проектот се преиспитува и додека се чека, некои од компаниите се снашле за градинки, па изнајмиле места во некои од веќе постоечките, не информираа дел од вработените. Директорот Деспотовски, кога го промовираше проектот, посочи дека прво била направена анкета меѓу работниците и фирмите во зоните за нивните потреби, а потоа е одлучено какви објекти треба да се градат. Меѓу првото што е барано биле градинки за деца на вработените. Во договорот и проектната документација стои дека во зоните Скопје, Штип и Прилеп треба да се изградат 3 градинки. Најголем капацитет од 600 деца имала градинката во Скопје. Прилепската и Штипската градинка требало да имаат капацитет за згрижување околу 250 деца. Во моментот нема ниту едно место и ниту една занимална, бидејќи ништо не е изградено. Согласно договорот, моментално реализацијата е во почетна фаза. Од страна на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони е формирано работно тело за следење на реализацијата на договорот, со што од страна на истото се преземаат сите законски активности, се со цел правилна реализација на овој договор согласно сите законски и подзаконски акти под кои работи Дирекцијата. За да се почне реализација на проектот на Стентон градба, е исплатен аванс од 6 милиони евра. Тоа било обврска за дирекцијата затоа што според договорот авансот од 20% требало да се исплати во рок од 60 дена по потпишувањето на договорот, а остатокот од парите да се плаќа на рати по позиции на завршена работа. Интересно е што договорот е потпишан на 18 декември 2023, а само 10 дена подосна, уште истата година, се исплатени парите од авансот од 6 милиони евра.
Согласно досегашната сметководствена евиденција и одредбите од договорот, кои се јавно достапни, од страна на дирекцијата за ТИРС е исплатен аванс согласно член 8 став 1.1 од договорот во износ од 20% од вкупната вредност на договорот без ДДВ на ден 28 декември 2023 година, кој е јавно достапен на порталот Open Finance. Заклучно со денес не е направена никаква исплата, освен исплатениот аванс на ден 28 декември 2023 година. Поради висината на договорот и експонираноста на проектот, преку обвинувањата на поранешната опозиција, а сегашна власт, за проектот е отворена предистражна постапка. Таа постапка, според информациите на КОД, се води во секторот за економски криминал во МВР. Додека се чека истрагата, проектот каска и не се изведува, а рокот од 4 години истекува малку по малку. Од ТИРС ни потврдија дека ги дале документите по барање на надлежна институција, но не кажуваат на која. Сепак потврдија дека истрага има. Одлуката е донесена врз основа на спроведена постапка за јавна набавка со број 17671/2023 и записникот од извршената управна контрола од страна на Бирото за јавни набавки. Од страна на надлежна институција е побарана документација со официјален допис до нас во врска со овој договор. Фирмата Стентон Градба не е нова. Основана е во 2003 година од Пецо Стојановски, познат како Пецо Стентон, бидејќи уште во 90-тите години има фирма со исто име. Ја градиме вашата иднина. Под ова мото, компанијата Стентон Градба ја промовира својата работна сепарација на камен агрегат во сите фракции: производство на бетон, проектирање, изградба и надзор на објекти од нискоградба, високоградба, хидроградба, мостови, патишта, транспорт на градежни материјали и други градежни работи. Во последниве години се наоѓа помеѓу 200 најуспешни компании, а во незиното портфолио се наоѓаат проекти како изградба на локални улици во општина Дебар, Джепшиште, Требиште, реконструкција на улици во Битола, насипна брана на реката Отињака и Штип, објекти во ТИР зоната во Прилеп, делницата Катланово Петровоц, но рехабилитација и на патот Фариш Прилеп, но и објекти како градинки, згради и друго. Од поголемите проекти ги има и изградбата на железничкиот коридор Белјаковце-Крива Паланка, но е и еден од подизведувачите за изградба на патишта кои ги зема Бехтел и Енка. Стентон Градба е основана пред 20 години во битолското село Долно Оризари, но на што се уште оваа фирма не го направила се објектите ветени со договорот подпишан на 18 декември 2023 година со ТИРС. Партнер во изградбата требало да биде Градежниот институт во Скопје. Овој договор, што е најголем случај меѓу ТИРС и некој оператор, поминал и низ рацете на управниот одбор, како развоен план на ТИРС зоните. Владата на ВМРО ДПМН сега го смета за нетипичен проект, а договорот за сложен и комплексен. На прашањето на КОД до менаџментот на Стентон Градба, зошто не изградиле ништо, добивме одговор дека она што е наведено ќе се изгради, но сега се преиспитува. Така им било кажано од страна на владата и новото раководство на дирекцијата. Ни посочија дека од нивна страна се извршени сите обврски во роковите наведени со договорот. Согласно последните информации од дирекцијата за ТИРС, согласно препораките на владата за кратење на непродуктивни трошоци, дирекцијата не информираше дека има за цел да инвестира само во објекти за кои постои економска оправданост, односно дека потребата за изградба на објекти за временно сместување, амбуланти за прва помош и градинки се предмет за преиспитување. Исто така, дирекцијата за ТИРС не извести дека се прават консултации со релевантни владени институции. Ги цениме напорите на дирекцијата и новата влада за реализирање на овој договор. Во одговорот кој го добивме од Стентон Градба се наведени и сите нивни досега извршени активности на проектот. За сите 9 објекти во трите зони наведени се проекти и изработени елаборати, нарачани и извршени вештачења, геомеханички и други видови испитувања, изведени дозволи и одобренија. Бројот на активности е различен за секој објект, но според Стентон тие завршиле во зависност од објектот помеѓу 27 и 33 активности и договорни обврски. Би сакале да појасниме дека исплатениот аванс не изнесува 6 милиони евра, туку 4 милиони 910 илјади евра.
За дадениот проект и исплатениот аванс, ние како компанија имаме издадено банкови гаранции во износ од 9.250.000 евра, што представува скоро дупло од исплатениот аванс. Значителен дел од тој аванс е употребен за изработка на целата проектна документација која беше наведена во дописот до вас. Сепак, нема одговор кога и дали ќе продолжат со проектот. Тоа, според дневните договори, е во рацете на новата влада. Во Македонија нема доволно градинки. За да запишат дете, семејствата чекаат и со месеци во некои општини. Стентон градба ја изгради градинката во прилепската населба Точила, која иако беше завршена повеќе од година и половина, не е ставена во функција. Власта и опозицијата се натегаа кој е виновен, но до денеска вратите на оваа градинка останаа затворени. А оние градинки, кои требаше да ги има за децата на вработените во тир зоните, останаа само на скиците. Кој се спасил со измените на кривичниот закон со кои застареа делата за злоупотребата на службената должност? Се спасил и нема назад. Уставниот суд одлучи да поведе постапка за измените со кои многумина функционери куртулија од затвор. Сепак му даде шанса од 6 месеци на собранието да ги смени спорните одредби. Кот анализира кои се можните последици од евентуално укинување или поништување на законските измени. Јавноста гладна за правда очекува тие што се огрешиле да завршат за решетки, но каква и одлука да донесе Уставниот суд може да се однесува само на идни криминали. За тие што досега ја злоупотребиле функцијата, ќе важат поблагите казни, а со тоа и побрзо застарување на делата. Срđan Стојанчов има повеќе. Уставниот суд им даде надеж на граѓаните гладни за правда дека функционерите што ја злоупотребиле положбата нема толку лесно да куртулат од затвор. Минатиот месец уставните судии одлучија да поведат постапка за измените на кривичниот законник од 2023 со кои се намалија казните за злосторничко здружување и за злоупотреба на службената должност, па со тоа се намали и рокот за застарување на овие дела. Десетици поранешни функционери на кои им се судеше за милионски злоупотреби на тој начин се спасија од кривична одговорност. Делата им застареа, а државата треба да им ги надомести и трошоците за постапката. Сега Уставниот ќе одлучува дали измените се согласни со Уставот. Привилегирањето на идните во споредба со веќе осудените за злоупотреба на службена должност е еден од аргументите на пратеникот Павле Трајанов која поднел иницијативата до Уставниот суд. Например, битолскиот градоначалник Владимир Талевски во 2022 година беше правосилно осуден на 7 години затвор за злоупотреба на службената должност во случајот транспортера на специјалното јавно обвинителство за организирање на училишниот превоз во Битола. По измените од 2023-та, максималната казна што може да ја добие за такво дело е 5 години затвор. Председателката Гордана Силјановска-Давкова минатата година со помилување му скрати 1 година од казната. Уставниот суд, кога одлучи да поведе постапка за оценување на уставноста, соопшти дека под сомнеш може да се стават и материјалниот и формалниот аспект од измените. Под сомнеш е носењето на законот по брза постапка со европско знаменце, стапувањето на сила веднаш, а не после 8 дена, недостигот на образложение и така натаму. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски изјави дека измените нанеле непоправлива штета на правниот поредок која Уставниот суд не може да ја исправи што и да одлучи. Неспорно е дека Собранието има уставна надлежност и уставно овластување да ги нормира општествените односи или веќе нормираните да ги изменува и да ги дополнува. Но и мој личен став е дека при нормирањето или при измена и дополнување на веќе нормирани односи во општеството и Собранието, исто како и Уставниот суд, имаат должност да водат сметка за она што се нарекува реален устав. Непишан устав. Она што значи уставна стварност, општествена реалност во која живееме. За жал, по одлука, по оцена на судиите, Собранието се абстрахирало од ваквата реалност кога го донел оспорениот закон.
Угоре високо, удолу длабоко. Штетата со измените на кривичниот законник е направена политички и таа штета не може да се исправи со правни средства, велат експертите. Тие посочуваат дека може да предизвика и нови проблеми. Уставниот суд може да одлучи дека законот не се коси со уставот и да не интервенира. Може да донесе одлука за укинување, односно измените да престанат да важат од моментот на објавување во службен весник, или да донесе одлука за поништување, односно тие одлуки да не важат од денот на донесување. Маргарита Цаца Николовска е поранешна судијка во Врховниот суд, во Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур и во Уставниот суд на Босна и Херцеговина. Таа вели дека поништувањето и укинувањето ќе предизвикаат различни последици и Уставниот суд ќе треба и тоа да го има предвид. Сепак, ако Уставниот суд ги укине или ги поништи измените, тоа ќе остави дупка во кривичниот законник што може да направи уште поголеми проблеми. Кога собранието ги донесе измените, со тоа престанаа да важат старите членови од законот. Ако Уставниот суд сега ги укине измените, нема да се вратат во сила старите членови, туку ќе остане празнина. Оваа околност треба да биде особено сериозен пристап на одлучување. Заради тоа што непостоењето на евентуално таквото кривично дело со укинување или, ако сакате, утре за утре или со поништување, е нешто кое што ќе произведува многу посериозни импликации од и она што е сериозноста сега. Автоматски укинување на оваа одредба сегашна не може да значи враќање на состојбата претходно. Ниту па таква надлежност има Уставниот суд. Хипотетички можеме да се доведеме во ситуација злоупотреба на службената положба да не биде кривично дело од моментот на одлука на Уставен до моментот на додека собрание не донесе нови измени. Да, хипотетички да постои таква можност. Макар да лично сметам дека Уставниот суд ќе го има тоа прашање во предвид. Евентуален таков случај може да доведе до ситуација на некого што му се суди за злоупотреба на службената положба да нема за што да му се суди. Во таков случај ќе мора да се произнесе собранието. Исто така дилема е според кој закон ќе се судат злоупотребите што се направени по донесувањето на измените ако Уставниот суд ги поништи, па застарувањето се продолжи за уште 10 или 20 години. Во таа ситуација, во Законот за судови дава една можност, судот во случај кога се сомнева во определено важење на определена правна норма, може да побара од собранието автентично толкување. Затоа што автентичното толкување има дејство, односно тоа е активност на доносителот на правната норма, која што има дејство ретроактивно од моментот кога таа била донесена. Сега, во таа ситуација судовите нужно ќе бидат упатени да се обратат до собранието со автентично толкување, собранието да даде одговор дали ќе важат претходните одредби или ќе важат или ќе остане празен простор. Меѓутоа, според мое лично мислење, не постои начин судот, Уставниот суд преку санкција, односно поништување на определена правна одредба, да реинкарнира во правна сила одредба чие што важење престанало да важи. Уставниот суд ова го има предвид и за да не се создаде правна празнина, му даде рок од 6 месеци на собранието да ги коригира спорните законски одредби. Сепак, тоа не најде на слух во парламентот. Првиот човек на законодавниот дом Африм Гаши изјави дека тие работат според Законот за собрание и деловникот, а не според акти на други институции. Не знам како дојде до тоа да ни даваат рок, рече тој. Сепак, заклучокот е дека што и да одлучат и собранието и Уставниот суд, тие што се спасија од затвор поради застарување, ништо не ги враќа назад на суд. Во случајот собранието да донесе нови измени на кривичниот законник со заострување на казните, тие ќе важат само за идни кривични дела. За сите дела сторени до тогаш ќе важи поблагиот закон. Уставниот суд ќе прекине постапката, а за веќе застарените дела ќе нема промени. Во случај Уставниот суд да донесе одлука за укинување на измените, тоа значи дека тие ќе престанат да важат од моментот на укинување. Сите дела сторени до тогаш ќе се судат по поблагиот закон. Во случај Уставниот суд да донесе одлука за поништување на измените, треба да се поништат и сите правни действија што настанале со нив. Например, Уставниот суд донесе одлука за поништување на Законот за солидарен данок.
Со тоа се поништуваат и сите последици што тој закон ги предизвикал. Сега владата треба да им врати 50 милиони евра на фирмите од кои ваквиот данок е наплатен. Во случај на поништување на измените на кривичниот законник, поништувањето на последиците нема да биде едноставно. За кривичните дела кои застареа поради измените, обвинетите функционери добија правосилни одбивателни пресуди и тие се завршена приказна. Законот за кривична постапка не предвидува повторување на постапката поради одлуки на Уставниот суд, па застареноста ќе остане во сила. Во ситуација кога се засега единствено во кривичните постапки, правното дејство помеѓу поништувачката и укинувачката одлука од аспект на обвинетите има еднакво правно дејство. Нема никаква различна процесна положба во нивната ситуација. Тоа значи тој што се спасил до сега што има одбивателна пресуда, нема назад. Нема назад. Значи не може да се тоа е стекнато право за обвинетиот и таа пресуда не може да биде отстранета од правен промет. Не може таа постапка да биде повторена на штета на осудениот, односно обвинетиот. Цаца Николовска вели дека има многу отворени прашања кои Уставниот суд треба да ги има предвид при носењето на одлуката. Многу е важно што во образложението на таа одлука ќе има наведено. Заради тоа што одлуките на Уставниот суд се поинакви од одлуките на редовните судови, во насока на диспозитивите на одлуките, и тоа во секој случај и во текот на извршување на одлуките на Уставниот суд треба одлуката и во образложението да се гледа и да се види кој е соодветни, што фактички Уставниот суд сакал да постигне со донесената одлука. Освен спасувањето од затворска одговорност, пропаднаа и евентуални милионски штети од случаите кои застареа. Код уште во 2023 година истражуваше колкава е проценетата штета врз буџетот од кривичните дела кои застареа поради измените. Се задолжуваат обвинетите солидарно да ја надоместат причинетата материјална штета на оштетените за финет во вкупен износ од 683.514.694 денари. Се задолжуваат обвинетите Милија Накиевски, Томе Ѓурчилов, Димитар Димовски, Марица Тасева, Димитар Гаќев и Веса Томчевска причинетата штета солидарно да ја надоместат. Ги искористиле и пречекориле своите овластувања и нанале штета на буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 155.117.172 евра. Обвинетиот Ненад Ѓорговски износ од 20.000 евра во противредност од 1.230.000 евра, а обвинетиот Методи Стојменовски износ од 30.000 евра. Над 170 милиони евра предпоставена штета може да летнат во воздух поради застареност со измените на кривичниот законник. Слично како комплексот Космос за чие уривање случајот застаре. Може би штетата е пониска или повисока. Може би обвинетите се криви или не се, но јавноста не дозна. За обвинетите нема правосилна судска пресуда, а делата веќе застареа. За оштетните побарувања и обвинителството и државното правообранителство чекаат насоки од судот. Надлежните судови во одлуките со кои ќе констатираат прекин на постапката по основ на застареност треба да дадат насоки за постапката по однос на оштетните побарувања, зашто има соодветна судска пракса. Ќе се сочекаат соодветни одлуки од надлежните судови, пошто ќе се преземат соодветни дејствија, правни мерки и правни средства за заштита на имотните права и интереси на Република Северна Македонија во рамки на законските одредби. Обвинителството вели дека во случаите во кои има остварена имотна корист, јавните обвинители ќе оценуваат во секој предмет поединечно и ако има можност ќе побараат конфискација. Обвинители со кои разговаравме велат дека не се откажуваат од парите и ќе ги искористат сите законски можности да ја наплатат штетата. За експертите шансите се теоретски, за адвокатите ни теоретски. Нема никаква шанса државата да ги наплати тие средства. Тоа што дури председателот се обидува да излаже јавноста дека
ова ќе забрза постапката за наплата на тие побарувања, тоа е лага. До сега во Македонија, во услови кога ќе застари една постапка, значи во случај на застареност, или јавниот обвинител го повлекува обвинителниот акт, обвинението, или судот носи одбивателна пресуда. Тоа автоматски ја активира и ја враќа на сила презумпцијата на невиност, која што и траела и важела додека се водела постапката. Значи, ние немаме обвинет, осуден човек и немаме човек кој што е утврдено дека нешто злоупотребил. Нема. Собранието на 6 септември изгласа ублажување на казните за така наречениот функционерски криминал. Со намалувањето на казните за злоупотреба на службената положба и за злосторничко здружување, делата наместо за 30 години сега застаруваат за 10 години. Членот за злоупотреба при јавни набавки е целосно избришан. Секоја злоупотреба на функцијата направена до 2013 година, за која нема правосилна судска пресуда, веќе не важи. Додека стигнат до правосилни пресуди, ќе застарат уште десетина нови случаи. Во најголем дел од случаите, обвинетите се товареа дека му нанеле значителна штета на буџетот и се бараше да ги вратат парите. Со оглед дека станува збор за предмети во кои што ќе се констатира застареност на кривичното гонење, практично нема да може ни да се докаже дали навистина имало штета, која направила штетата и дали сата ќе се надомести. Така што во застарените предмети нема да има можност за надоместок на штетата која што е направена во буџетите на државата. Обвинителите најавуваат дека ќе се обидат да спасат дел од случаите за кои нема апсолутна застареност со преквалификување на делото. Најголема пријавена штета на буџетот од 155 милиони евра има за случајот траекторија за изградбата на кинеските автопати. Случајот не стигна ни до првостепена пресуда. Најголема штета на приватна фирма е направена во случајот ТНТ за уривањето на комплексот Космос на бизнисменот Фијат Цановски. Првостепениот суд ги задолжи обвинетите Никола Груевски, Милеја Накиевски, Тони Трајковски и Елизабета Најдовска да му ја надоместат штетата од над 11 милиони евра. Апелација ја укина пресудата и го врати на повторно судење, а предметот сега застаре. Во меѓувреме, државата потроши милиони евра на истражни дејствија, судења, вештачења, превоз. Судии, поротници, полицајци, обвинители со години земаа плата да работат на овие случаи и на крај останаа без епилог. За дел од обвинетите кои се во притвор или во домашен притвор се плаќа и полициска придружба до суд. Полицијата наплаќа по 360 денари од час за ангажиран полицаец и по 60 денари од километар за ангажирано возило. И уште една тема во код. 5 браќа и сестри се тужат со 6-тиот брат, на кого му припаѓа семејната куќа во родното Куманово. Тврдат дека Светозар Јакимовиќ незаконски ја присвоил и дека не можел да го купи плацот и да ја изгради куќата на 19 години, туку за се платил најстариот брат Миодраг. Но и покрај тоа, Светозар најпрвин се впишал во катастарот како сопственик, а потоа ги тужел наследниците на човекот кој го продал плацот за изградба на куќата. Од тогаш до денес трае судската битка за докажување на сопственоста. Марија Митевска за оваа епопеја на судството. Оваа куќа е изградена во 70-тите години на минатиот век на улицата Радко Митровик во Куманово. А проблемот е добро познат и безвременски. На кого му припаѓа имотот по смртта на главата на семејството Јакимовиќ. 5 браќа и сестри водат судска битка со години против едниот брат. А како започнало се? Договорот за купопродажба на плацот во 1972 година е склучен од страна на таткото Благоја Јакимовиќ и најстариот син Миодраг Јакимовиќ, кој живее во Германија. Набрзо потоа, куќата се гради, а во катастар, како сопственици, се впишани Благоја и Миодраг Јакимовиќ. Така сведочат документите, кои докот ги достави сестрата Лозана, која во име на нејзиниот брат се бори за правдата да биде задоволена. Во 1972 година, мојот татко роѓен, Благој Јакимовиќ, и мојот брат роѓен, Миодраг Јакимовиќ, кој во тоа време се наоѓа на
времена работа во Германија со своето семејство, се договараат да купат у град во Куманово плац и потоа да градат на тоа место куќа. 72 година од покојни Доцко Ангеловски купуваат плац, договорот им го прават адвокати, го плаќаат плацот, сите давачки даноци према државата, према општината на Куманово, ги плаќаат, договорот го заверуваат во општината и автоматски по основ на договорот се упишуваат во катастар на општина Куманово Благоја Јекимовиќ и Миодраг Јекимовиќ. Таткото неколку години подоцна умира, а околу 2 децении потоа куќата добива нов собственик. Нивниот брат, Светозар Јекимовиќ, во 2000-тата е впишан како собственик на парцелата, без за ова да знаат другите браќа и сестри. А Лозана сега се сомнева дека тоа е направено на незаконски начин, бидејќи основа за тоа според неа немало. Дури 10 години подоцна, Светозар ќе ги тужи наследниците на починатиот претходен собственик на плацот, дека тој всуштност го купил и ја изградил куќата, а не Благоја и Миодраг Јекимовиќ, и судот ќе пресуди во негова корист. Ленка Соколова, судија поединец во Куманово, носи пресуда во 2010 година, во која пресуда во самиот текст стои дека Благоја Јекимовиќ со поседовен лист 7013 за КО Куманово, иако неговото име постои во пресудата, таа носи пресуда со адвокатот Зоран Ристевски, син на Љубица Ристевска, тогашна судика во Куманово, носат пресуда да го запишат Светозар Јекимовиќ дека имовината во Куманово, во Банево Трло на Радко Митровиќ, број 44, дека е негово. Одат во катастар во Куманово, запишуваат, го бришат Благоја Јекимовиќ и Миодраг Јекимовиќ и се упишуваат они. Пресудата е донесена на 27 октомври 2010 година. Во текот на 1973 година, тужителот склучил усмен договор за купопродажба со правниот претходник на сега тужениот, покојникот Додевски Доцко од село Дренг. Купопродажниот договор во целост го реализирале на тој начин што тужителот го примил недвижниот имот во владение и ја исплатил купопродажната цена на сега покојниот Доцко. На овој купен имот тужителот во 1975 година изградил семејна куќа со своји средства и труд за себе и за своето семејство, без уредно техничка документација. Според Лозана, откако ќе биде известен, нејзиниот брат Миодраг во Германија усно ќе се договори со Светозар да му ја исплати куќата, но тоа не се случило. Неколку години Светозар Јекимовиќ, кој се криеше од Миодраг Јекимовиќ, го лажеше на Миодраг Јекимовиќ да не ја бара куќата и имањето, дека ќе му ја плати и да му потпише. Тоа траеше се до смртта на мојата мајка 2016 година, кога и на самиот погреб излажа дека ќе му плати. Му кажав: брате, гледаш ли дека овој те лаже, овој никогаш нема да ти ја плати куќава, него дај да седнеме да тужиме. Лозана во име на нејзиниот брат ке поднесе тужба за утврдување на тоа кој е собственик на имотот. Во 2023 година Основниот суд на Куманово ќе ја усвои тужбата и имотот повторно ќе биде вратен на првичниот собственик. Покојниот Благоја и тужителот Миодраг се договориле на ова место да изградат куќа која целосно била инвестирана од страна на тужителот Миодраг, бидејќи тој во тоа време, а и сега, живее во Германија. Миодраг цело време додека се градела куќата праќал пари на својот татко Благоја, што по пошта или на рака кога доаѓал од Германија, а татко му пак набавувал материјал и ја градел куќата. Куќата е изградена и завршена во текот на 1973 година, кога е вселена од покојниот Благоја и мајка Руска заедно со тужителите. Во пресудата стои дека Светозар додека се градела куќата бил на помала возраст, а подоцна заминал во војска.
Кога наводно бил сочинет усниот договор помеѓу тужениот Светозар и покојниот Доцко во 1973 година, а кога на вистина е купен недвижниот имот, тужениот имал само 19 години, па истиот не можел да ја купи недвижноста, немал средства да ја купи предметната недвижност, ниту пак средства наводно да ја изгради куќата. Апелациониот суд ќе ја потврди пресудата. На имотниот лист повторно ќе се вратат првичните имиња, но Врховниот суд случајот ќе го врати на повторно судење. Одлуката била донесена на 11 април 2024 година, а во Советот на Врховниот суд бил и Наќа Ѓоргиев, кој еден месец подоцна ќе биде приведен за примање мито, а потоа и осуден и разрешен од функцијата. Па се запрашувам, какви се овие пресуди сега што се носат, затоа што во ова решение, јако не сум правник, сум инженер, кога го прочитав, сватив дека овдека е напишано само за да се предметот врати од почеток. А Основниот суд на повторното судење на 15 ноември минатата година ќе донесе поинаква одлука, овој пат во корист на Светозар Јакимовиќ. Поучена од претходната пресуда од Врховниот суд со господинот судија Наќа Ѓоргиев, сега сумњам и на оваа пресуда дека нешто се случувало во Куманово со судиката Татјана Кукуланска. Лозана во меѓувреме барала увид во Кумановскиот катастар за движењето на имотот и барањето го поднела на 17 февруари, но тврди дека не е било возможен целосен увид, туку само делумна документација и била обезбедена. Од катастар демантираат и во код приложија и документ дека увидот е направен на 25 февруари и на него е потпишана Лозана, но таа сепак смета дека од катастарот се крие определена документација која не е во прилог на Светозар Јакимовиќ, со кој ќе се докаже дека незаконски се стекнал со имотот. На 4 март поднела и барање за покренување на постапка во катастарот и да се преземат соодветни мерки за службените лица. Во меѓувреме Лозана води уште една битка. Поднела и тужба до апелација за оспорување на одлуката на Основниот суд во Куманово, со која всушност куќата повторно се враќа на Светозар Јакимовиќ. Код контактираше со неговиот адвокат, кој сметаше дека ни тој, ни неговиот клиент, Светозар Јакимовиќ, не може да даде коментар за случајот, бидејќи во тек е судската постапка. Ви благодарам што вечерва повторно бевте со код ние и понатаму ќе истражуваме, а кај луѓето има многу проблеми, особено со судовите. Имајте пријатна вечер, се гледаме идната недела во исто време.